Голем благослов, магична моја фамилија. Голем благослов за сите вас. Јас вас сите ве поздравувам и со ова денешно видео, кое што ќе биде љубовно видео, ќе исканализираме една колективна порака од областа на љубовта. Ова ќе биде генерална колективна порака, која што нема да резонира со секој од вас, но доколку го најдете ова видео и дојде до вас, сепак има некоја смерница или пак некоја порака од денешното ичитување од тарот картите за ова љубовна порака. Енергија каде што улогите секогаш можат да бидат заменети, енергија каде што секогаш може да се пронајдете 100% да резонира со некој од вас, со некој од вас може би и помалку, но сепак земете една огромна смерница за ова видео кое што ќе биде проследено со љубовен карактер. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни порачаат денеска во ова колективно ичитување. Денеска некој ќе добие огромна порака, брза порака по пат на порака или пак јавување. Тарот картите ви велат да го отворите вашето срце и да знаете дека љубовта е најголемата енергија од се во оваа енергетска вредност, животна енергетска вредност, каде што и допуштете да влезе во вашиот љубовен енергетски дел. Ајде да видиме зашто поконкретно се работи. Ќе добиете вести за ваша љубов, која што за некој од вас ќе значи дека влегувате во една нова љубовна врска, а пак за други од вас ќе значи дека постои енергија, љубовна енергија, љубовен партнер кој што токму ќе добиете порака од него за нешто, а за други од вас ќе значи дека ќе добиете порака, позив, јавување од персона која што буквално сте и го дале срцето. За други од вас ќе значи дека токму на оваа персона не се отварате, но картите ви наговестуваат дека ќе добиете порака која што ќе мора да го отворите срцето некому. Ајде да видиме што сакаат да ни порачаат картите. Која е оваа персона, зашто токму сега во ова исчитување, љубовно исчитување од тарот картите. Кралица на пентаклите, витезот на пентаклите, кралицата на штаповите, кралот на пентаклите и витезот на мачевите. Некој ќе добие порака од персона која што најверојатно во претходниот период постоела е уште една персона во неговиот љубовен сегментен дел. Енергија каде што кралицата на пентаклите е божествена енергија која што дава плод, знае да маневрира со енергија, да донесува битни и важни одлуки во
нејзиниот сектор на материјална стабилност, енергија каде што се што ќе посака добива. Но тука има и уште една персона која што се надевам дека тоа сте вие или пак вие сте кралицата на пентаклите или пак мажи земете во ваш род, само обрнете го моментот да оваа персона донесе битна и важна одлука по повод вас и вашата љубовна енергија. Да оваа персона комплетно се определи за вас и вашите емотивности. Енергија каде што кралот на пентаклите е стабилна персона која што е во енергија да заработува и да ствара капитал, капитални можности, да е енергија да премногу се опушта во работно материјална енергија, но е и добар и страствен љубовник. Енергија каде што ова е таткова фигура, која што се надевам дека е во енергија да е персона во брак, но неговиот брак е најверојатно во некоја изолирана енергија, каде што има и две персони, може да се два негови синови или пак два неизини сина, каде што оваа машка персона треба да донесе или пак донела одлука и затоа ни најавуваат тарот картите да го отворите вашето срце и да примите една огромна љубовна порака која што оваа персона ќе пренесе на вас. Енергија да ова е страствена персона, очева фигура, таткова фигура, која што за некој од вас ке значи дека токму љубовникот му бил во енергија да донесе битна и важна одлука по повод вашето решавање на љубовна енергија. Дали ќе останете или пак секој по својот пат. Енергија каде што оваа персона била уценувана од неговата сопруга, затоа што оваа сопруга е буквално страствена енергија која што сака се да има сега и веднаш и енергија да се ствара конфликтни можности. За други пак од вас ке значи дека имате поголем дел на персони кои што доаѓаат во вашиот љубовен живот како атрактивна персона која што има и емоции, има и страсти, има и материјална стабилност, стабилно емотивни сте, да некој донесе битна и важна одлука по повод вас и токму ве контактира и ви прати порака или пак да ви се јави и да ви го отвори срцето за еден почеток во љубовна енергија. Ајде да видиме што понатаму. Токму, оваа персона имала во претходниот период и повеќе избори или пак е ставена на избори да и се борела со тие избори што била буквално уценета од својата сопруга или пак својот сопруг, да се бори со буквално ветрењачи, енергија каде што и ќе донесе одлука со пажот на мачевите, носи добра одлука, промислена одлука, која што е во врска со вас. Вие сте многу емотивна енергија, каде што
и се давате емотивно на оваа персона. Конечен исход, да видиме што ќе биде оваа порака. Оваа персона, како конечен исход, ќе прославува, ќе прославува и ќе биде во енергија на победоносна, ќе доживува енергетска победоносна енергија и вие ќе прославувате со оваа персона. Може би оваа персона има некој доминантен хороскопски знак од воздушните знаци, а тоа е вага, енергија каде што може да и оваа персона во правен систем или пак ќе донесе исправна и правна божанска одлука која што ќе биде во врска со вас, а тоа ќе биде успешност, победа врз самиот себе, енергија која што во претходниот период оваа персона била премногу повредена и сакала да достигне момент да ви се докаже и покаже, но била спречена во нештата. Оваа персона патела за вас во претходниот период, енергија каде што и немало контакт, но одлучува да направи огромен контакт и пристап кон вас, за да ви го понуди неговото срце и да ви ја укаже можноста за каква одлука донела оваа персона према вас. А тоа е дека ќе ви го понуди срцето и токму тарот картите ни укажуваат да го отворите вашето срце, да бидете во енергија, да го отворите вашето срце за примање љубов која што е во најголема енергија од се она што е најбитно во наводници во сегментниот ваш живот и да допуштите да влезе внатре. Може би оваа персона имала и затворена срцева чакра, каде што и не допуштала ваша љубов да влезе во неговото срце. Може би се плашала, може би имала стравови во претходниот период, па затоа и токму и сте се дистанцирале. Оваа персона отпочнува или пак ќе отпочне една нова енергија, нов животен начин и пристап на неговиот љубовен сегментен дел, каде што може би и е на дистанца, може би е на дистанца, може и да е во енергија да светот, може да контактирате и преку социјални мрежи, па да ве извести, може ве прати и ве следи цело време и затоа ќе се одлучи да биде во енергија, да добиете позив, порака од оваа персона која што има доминантен хороскопски знак, вага, воздушен знак, или пак нешто е доминантно во неговиот натален календар, а може и да работи во некоја правна енергија и да соработува со правна енергија. Енергија каде што кралицата на мачевите, вие ќе бидете во потполна одлука да ја примите оваа енергија која што ќе биде во донесување ваша битна одлука дали ќе продолжите со оваа персона која што во претходниот период не можела да одлучи за што и како ќе се случува во вашиот љубовен енергетски дел
или пак да продолжите понатаму со вашата љубов и вашата енергија, да не бидете во рацио, но рационално, умствено да ја донесете одлуката кога ќе добиете порака од оваа персона. Оваа персона комплетно има донесено одлука по повод вас и вашиот емотивен живот, како што и љубовен, да се разјасни, да се расчисти и да стави крај на една голгота љубовна која што следела предходно која што била предходно во неговиот сегментен живот, но да не може да донесе битна и важна одлука по повод вас. Енергија која што и е таткова фигура, брачна енергија, каде што може би за некој од вас ќе значи дека и оваа персона и се развела, повеќе не е во брак, но има сепак енергии кои што укажуваат дека има енергии да се отчита према негови деца. Да се фокусирате на вашите само принципи. Енергија каде што ќе треба да бидете и благодарни и захвални на оваа персона, затоа што токму го направила вистинскиот момент. Може би за некој од вас и оваа персона ви била лекција која што и треба да ја примените сега, повторно од кога ќе ја добиете неговата порака, а може и да значи и дека ова сте го и направиле. Embrace, енергија да пригрлите вашата верба, вашата суштина во она што и го имате вие како енергија внатрешна, да се пригрлите самите себе и да бидете во енергија, да верувате и љубите во само контрола. Вие и оваа персона сте поврзани телепатски, енергија каде што блиските души се конектираат хармонично, синхронизирано, телепатски и имаат такви моменти еден со друг. Може би оваа персона и се уште ја немате отпуштено. Енергија каде што ќе треба за некој од вас, нажалост, и да се отпушти, а за други пак од вас отпочнувате една нова романтична врска, каде што и ќе ви зададе момент да вие уживате и да донесувате битни правни одлуки во вашиот љубовен сегментен дел, каде што и ќе треба да се само почитувате и само сакате, за да може оваа персона да функционира околу вашата љубовна енергија. И уште една карта. Бидете стрекни. Бидете стрекни, пригрлете ја вашата среќа и вашата конекција со оваа персона која што туку што не ви е јавена. Енергија која што ќе посегне момент да се одважи пред вас доколку сте биле во изолација. Енергија која што вели: јас те почитувам и ценам, те сакам, ти го подарувам моето срце, но допушти да ти објаснам што се случи во претходниот период и што сакам да се случи со нас двајца. Енергија каде што токму и овие зборови, картите што ги даваат денешни, ќе бидат достапни преку порака или јавување изречени од оваа персона кон вас. Енергија да, доколку се случи љубов, верувајте во љубовта.
Љубовта е огромна енергија која што се друго што ни се случува во нашиот делотворен енергетски дел и во нашиот суштински живот е поголема љубовната вредност. Енергија каде што ќе се сакате само себе и ќе бидете стрекни во момент со оваа персона. Енергија каде што денешното љубовно читување од тарот картите да ви донесе една огромна, стрекна, пригрлена енергија која што ќе го разнежнува вашето срце. А ја на вам ви посакувам еден убав остаток од овој ден и се гледаме во наредно видео. Поздрав!